Со вечерашниот митинг во Чаир се продлабочува битката на Дуи за неголемата општина со мнозинско албанско население во Скопје. Овде е сконцентрирано главното гласачко тело на партијата во македонската метропола. Неколку часа пред најавениот митинг на Дуи, на кој што ќе присуствува и самиот лидер, Али Ахмети, дојдовме во Чаир за да видиме додека политичарите се спремаат за митинзи, што прават граѓаните и што мислат тие за овие последни политички превирања. Па ја не знам, има еден митинг овде у ова сала. Какав Дуи, све е лудо. И политичари не вреде, треба нешто да направи за народ. Они мисли само за свој джеб, ништо друго. Па има митинга, мо џабе. Џабе ти е. Со овој народ, со овие големите џабе. Само за себе крадат. За народ сироман никој не мисли. Кај Дуи имаше митинг, ама јас не сум партија на Дуи. По 2 децении релативно мирно владење, преверањата во Дуи започнаа лани, кога од партијата се издвои така наречената огнена група, предводена од поранешниот чаирски градоначалник и сегашен потпредседател на партијата Изет Меджити. Огнените побараа министерски смени, меѓу другото и на вице-премиерот Артан Груби. Место тоа добија промена во врвот на партијата во Чаир, на нивна штета. Општина Чаир важи за бастион на Дуи. Доказа тоа и општинската власт. Па така, уште од 2005 па се до 2017 година, градоначалник тука е Изет Меджити, за потоа на негово место да дојде Висар Ганију. И двајцата се дел од Дуи, но исто така и дел од огнената група. За тоа пак, како работат градоначалниците, мислењата на граѓаните се поделени. Политичарите мислат на народот или мислат на себе? Па сега тука бога ми мислат. У Чаир. Добро е. Добро е, за сега добро е. Политичарите мислат само за себе. А за народот катастрофа е. Да погледате све на кај Чаир, да се прошетате, све ѓубре е. Ништо нема. По сега Али Ахмети не е криве. Криве тие Изет Меджити, тоа е, како се вика, тоа е групи. За огнените, вечерашниот митинг е собир на артанисти. За остатокот од партијата, ова е историски митинг. За најголем дел од чаирчани пак е неважен, бидејќи нема да бидат дел од него.